Апсолутно нема потреба, апсолутно нема потреба да продолжи со зборување, не само ради што Бог што каже, не само ради што се отпеа, што се отпеа и се кажа точно што ја тоа што сакам да го кажам. И така да зошто јас би го повторувал нека работи, единствено би повторувал само ради што повторувањето е мајка на знаењето. Амин. Кога благодарам, значи има каде. Благодарност голема, во Амос пишува кој нема да се уплаши кога во Африка. И кој нема да пророкува кога Господ зборува. И верувате дека ова славење и ова водење на службата беше пророкување. Беше пророкување. Преслушајте, фатете што Господ ви зборува, но ова беше пророкување. Ова беше пророкување за црквата, а тоа е дека Христос е единствено доволен. Знаете, кога сакам да уплашам жена ми што ја кажувам? Мене само Христос ме интересира. Како за друго околу не, но верувате дека нема постабилно, побезбедно место да ви интересираат другите ако не ви интересира прво Христос. Еден човек ми кажа, па не е контрадикторно Павле да зборува за љубовта и да ги сакаш своите, а Исус да кажува кој не ги намара за своите. Ја викам точно да, ако не го познаваш Божјото срце и кон што те повикува. А Христос не повикува кон замразување на се што било погрешно, на се што било неисправно во односот, во врските со нашите семејства, со нашите сопружници, со нашите пријатели, со нашите непријатели. Зошто? За да можеме подлабоко и подлабоко да се убедиме во неговата љубов, да можеме подлабоко и подлабоко да дозволиме да делува неговата љубов во нас и за да можеме подлабоко и подлабоко да се трансформираме и да ги сакаме луѓето повеќе и повеќе, да ги сакаме ближните повеќе и повеќе и да ги сакаме нашето семејство повеќе и повеќе. Согласуваме со ова. И само на таков начин контрадикторноста во Библијата има смисла. Само ако го познаваме Божјото срце. Верувате, ако отвориме било каде во Библијата, што нашиот живот на некој начин е книга. Некој што злуваме да прочита и другите некојаш не злуваме, криеме слично, но е книга. Но ако отворите рандум, грубо, ќе наидете на многу негативни извештаи. И ќе речете, вау, па зар ваков е овој Бог? Зашто тука читам дека во пропаст отишол цел град. Но ако читаме од почеток до крај, ќе го видиме духот на благодата. Ќе го видиме Божјото делување во неговиот народ. Ќе го видиме Божјото делување во историјата и ќе кажеме да, навистина Бог бил добар и праведен. Нашата перцепција била погрешна. Ние понекогаш рандум одиме, ние понекогаш само сакаме да отвориме во книгата на некој човек, во животот на некој човек и да кажеме ради неговиот испад во моментот да речеме те фатив таков си. Знае постојано дека го криеш тоа, ама ти си таков. Зошто? Зашто луѓе сме, знаеме да сгрешиме. Затоа кога во еден однос човек, кога го имате тој однос, кога сакате да го некувате, гледате континуитет на истиот. Немојте осцилациите да ги гледате на луѓето, да го гледаме континуитетот на луѓето, да го гледаме континуитетот Божи во нашиот живот. Инаку постојано ќе бидеме памни стани, зашто постојано имаме за нешто да се радуваме и за нешто да тагуваме. За нешто што не е исполнето и за нешто што не е исполнето. Али континуитетот нас не прави да сме силни. И да сето ова што во пееви го зборуваме, можат луѓето да го видат на дело. На Бога му кажа, Бого спремен си, и ми каже на интересно, вика, иле еднаш ми каже дека само уста да отворам, и е доволно. Знаете, тоа пишува и Заврам, еден чин на послушност прави голема работа. Не дека мене јас сум заборавил, затоа го прашам дали е спремен. Нема врска дали мене ме послушал. Нема врска, него еден чин на послушност прави голема работа во твојот живот. А што прави? Прави да растеш. Прави да растеш. И го само отвори уста, најверојатно не се спремал, тоа сакаш да ми каже, отвори уста и пророкуваше тука. Амин. И повикани сме тоа сите да го правиме. Повикани сме на понизност, на послушност, на Бог, на верата што имаме, на делото на крстот што е завршено за нас, за да можеме да растеме и да дозволиме Бог да ни израсне во право и вистинско време.
Ја верувам дека меѓу вас има мисли за Бог, што држи се во своите раце. Ќе се замара за мене, ќе пее за мене. И ја ќе се молам на таков начин. За секој еден што има ниско мислење за себе во однос со Бог, нека само да допре својот ум или срце или разум, било како, и нека му предаде на Бог. Верувате дека секој еден се мачал со оваа проблематика. Секој еден. И јас. Па што знам, дали сум сигурен, дали Бог би одбрал сега со мене да се замара. А Бог е Бог на секој едно срце. Зато фала ти, Господе. Фала ти што навистина си прекрасен, што навистина имаш прекрасни мисли за имени, за надеж, за секој еден поединечно, Господе. Господе, ние тргаме, Господе, секоја мисла наметната, Господе, од самите нас, од ѓаволот, Господе, од околината, Господе, дека сме недостојни за Тебе, Господи, дека што па Ти имаш замараш на нас, која имаш галаксии, галаксии за оправање, Господе. Ние го кршиме тоа и викаме, Ти си наш Господ и ние сме Ти битни и Ти си ни битен нас. И фала Ти, Господе, за тоа храбрување, што е вистинско храбрување, што ќе ни донесе пробив за работите што сме ги молеле, пробив за работите што сакаме да ги видиме, пробив за исцеление, пробив за пророкување, пробив за делување во светот, да те покажеме на светот како си вистински Бог. Фала Ти, Господе, фала Ти што ја тргаш таа мисла на кој сум јас. Од Тебе сме, Господе, повеќе од победници. Амин. Кога се вратив од војска 19-20 години и работиме нешто татко ми, тука поминуваа луѓе и поминуваа девојчиња, нели, и ја како маж што загледуваш девојки се, ама татко ми ме прател во ствари цело време. И ме прател цело време, еднаш ме викна на страна и ми рече: "Абе синко, те гледам, убаво гледаш по девојчиња, нели, сега многу намутам, ги гледаш, вика, немој ти ги уплашиш, не треба така." Слушате, ми кажа еден збор, насмеј се. И ми го промени животот во целост понатаму. Еден збор е доволно понекогаш на вистинското место, по вистинското време, да го промени животот на човек. Амин. Еден збор. Вау. Фала му на татко ми и на Господ таткото, што го поттикнал да може да ми го каже тоа. Амин. Амин. Вау. Чека да видим што сме запишали. Од импресии су многу го почна со едно објаснување дека уствари под притисок ние најдобро работиме, зашто Бог не го ограничуваме и не треба да се ограничува, и не ни кажа дека во војната токи вокито најголемиот компјутер. И мојата прва реченица е: Евангелието највеќе напредува кога е во окови. Ако гледаме историски, ако гледаме библиски, ако гледаме раната црква, каде што највеќе бил напредокот на Словото, на Божјото царство, ќе видиме дека стварно Бог не е ограничен. Не го интересира дали неговиот народ моментално е во окови или не, Бог делува. Амин. И тука сум пишал дека релевантноста не доаѓа по нашиот успех или неуспех. Релевантноста не доаѓа од тоа колку ни одат работите или не ни одат. Од тоа колку јазици знаем или не знаем. Релевантноста доаѓа единствено од Бог. И верувам дека многу луѓе денеска се чувствуваат како заробени, како во окови, како да имаат што да кажат, ама веќе го чувствуваат дека мандатот им одминал, па не можат да го кажат тоа и тоа. Како да се чувствуваат безвредни зашто сега Бог подига друг народ, подига други пророци, не знам, други апостоли и можат да делуваат, а јас сум како вокови и не можам ништо да направам. Таков бил Јован кога го на Патмос. Јован кој бил силен во верата, Јован кој одел ги охрабрувал црквите, Јован кој правил се за Бог, зашто спиел наградите на Бог. Наедно се чувствува нерелевантен за ништо. Наедно се чувствува
заробен на патмос каде што не може ништо да направи за својата црква, не може ништо да направи за својот народ. И што први на патмос? Станува најрелевантен кога и да било. Го пишува Откровението. Го пишува Откровението и црквата се менува во целост. Еве доказ дека тоа што ние чувствуваме, тоа што ние се чувствуваме понекогаш како заробени, не е тоа што вистински Господ го гледа. И јас сакам да охрабрам луѓе што на таков начин се чувствуваат, да наставно бараат од Бог. И денес ќе биде тоа проповедта. Да гледаме на Бог, она што го пееме, да гледаме, да се загледуваме на Него, на Неговата убавина, на тоа што Он има да го каже во нашиот живот. Тоа е единствено релевантно што останува и што трае со годините во нашиот живот. Другото, знаеме дека се е минливо и менливо. Амин. Најинтересно е кога со луѓе ќе зборуваш и кога, посебно тоа со младите, и ќе ти кажуваат како сега се сменил и е тоа што ќе биде понатаму. И ти гледаш и им го гледаш животот и викаш уште колку пати ќе се промениш за овој исти став. Зашто е менливо? Зашто сум го поминал и знам. Само не сакам да те уплашам некогаш, како што Господ не сака да те уплаши некогаш. Да, Бог некогаш не сака да не уплаши и ни дава на лажичка. Максимум супена. Пробај да зинеш, повеќе не можеш. Данче само ми вика, бе, големи залаци си имаш, се давиш, човек, не чувакаш. Колку и да се големи пола, пишка и толку е. И Господ понекогаш ни дава помалку. Ем да не ни уплаши, ем да го видиме Божиот и нашиот процес. Како се одвива. Знам, Марко Гроздановски кажуваше кога баптистичка е граделе, вика, почнеме со ништо, идеја и притисоци. Притисоци од властите, притисоци од комшиите, и вика, кога сето ова се случи, му викам, фала на Бог. Зашто ако знаеме од старт, со што ќе се случиме, никогаш немаше да тргнеме. А во процесот, не само што комшиите благословени, они ги благословиле. Истите тие што им се бунеле луѓе, ги благословиле со не знам колку цигли. Со Данче седнаме дома и рекоме, немаме ништо, но го имаме Бог. И тоа ни е супер точка да размислуваме на куќа. И е во реализација. Знаете, за некој тоа не е ништо, веќе направил 5 куќи, веќе може да направи уште 5. И он не гледа на таков начин, но за некој е се може. За некој е Божја потврда на тоа што вистински Бог прави со желбите на твоето срце, што ги имаш од тебе. Не знам дали ќе стигнам да зборувам се, но ајде да се охрабриме преку лични примери во нашиот живот. Имам нов саат. Не знам дали го приметивте. Ја сакав да го приметите. Нели голем во се. Зашто кажувам? Ако се палите, вика, палете се во Бог. И са со саатот од Бог да се палиш, нема логика, ама има. Има голема логика, зашто има голема историја. Пред 4 години истата фирма си купив саат, што многу го сакав, од Америка го порачав, го чекав другар ми да го донесе, може пола година, толку многу го сакав тој саат. И дојдоа ми луѓе и Бог ми вика, дај му го саатот на човекот. Како бе Господ? Да. Интересно е што животот ме научил да не се буна многу, посебно кога се работи за Бог. Викам, окей. Зашто Бог кога ви кажува нешто, ви даде мир во срцето да исто да го направите. И ја добив одма мир. Знаете како беше одлуката? Ги возам во кола, Господ ми зборува, излегувам, зашто ништо не правам без советот на жена ми. Мислите ќе рече на Светиот Дух, али? Светиот Дух Данов. Многу пати Светиот Дух преку жена ми ме охрабрува или ме шамара. И викам, Данче, вака и вака добив мир во срцето, века сакам. И вика, Иле, саатот само што го зема, немаш еднаш носен. Викам, знам, се знам, али сакам да го дадам. Вика, те гледам дека сакаш дајте. И толку беше.
застанав као, чекай да застанам до горе да поедам нешто, се враќам, го подарувам часовникот, човекот беше во екстаза. Зошто? Зашто Инвикта му била најомилена марка, а никогаш не си ја купил или никогаш не си добил или никогаш не се осмелил да си купи. И ја бев задоволен. Он беше уште позадоволен и праќаше слики после дека се палел таму за саатот. И толку забравивме. Жена ми купи да тоа уште 2 сати, се окей. Некој има љубител на саати, некој има љубител на ламчиња, не знам на што, али како и да ја не станав љубител, жена ме натера да бидам љубител на саати. Тоа е тоа. И интересно е пред 5 дена ме вика Зоран да се видиме. Вика Зоран да се видиме. Зоран мислам дека не ја знае приказнава ништо, а и да ја знае, на кој ќе му текне. И вика, вака ми кажуваше како во Холандија били, ми кажуваше тука како поминал се. И вика, вечерта, седеме со еден човек, прв пат го запознав, требаше кај него да спијам. И му кажува, за црквата му кажува фала за убавите извештаи што Зоран ги носи таму каде што оди. Навистина треба да кажуваме добри извештаи. Не само лоши, така. Треба да кажуваме зашто ги има. Може да се фокусираме ние на лошта, и тоа не е по природа подостапно, но треба да кажуваме добри извештаи. И така Зоран најверојатно е фалил црквата, а најверојатно и мене може ме пофалил, рече дека ме пофалил. И човекот нема многу време, јас сам си ги осудувам работите. Нема многу време, зашто тоа било навечер, во 4 сабајле станува да се моли. И вика, станувам ја Зоран некаде околу 7 сат и иде со 1 сат. Тоа како, и видам на слика човек. Не го познам човекот ништо. И вика, бе се молев за вашиот пастор таму и Господ ми рече да ви давам сат. Сатот им Инвикта. Истиот сат што го дадов пред 4 години. Само полува. Полнов. На поклонот кој забине се гледа, за цена не прашуваме. Да. Поентата не е саат. Иако има голем, поентата е Божјото дело. Кога сееме од срце во Господ. Амен. И кога му кажа на еден човек што не ги разбира овие работи што ние ги зборуваме, рече, па ти дали мислиш дека навистина Господ сите галаксии ќе ги остави да се испозамара со саатот? Да. Ја викам секогаш, кога треба да го охрабри Божиот народ. И најголемата, најубавата работа е што 3 пати пред тоа ми се јавиат 3 различни луѓе. Доаѓа ново време за тебе во Бог. Саатот означува ново време во Бог. Амен. Така делува Бог во нашите животи. Така да нашата релевантност, нашиот достиг, колку и да е, нашиот успех, колку и да е, не може да биде ниту пречка, а не сме да биде ниту единствено оправдано средство за нашата радост во Бог. Нашата радост во Бог да ја црпиме единствено од Бог. Амен. Како што треба да се научиме да ги изговараме работите со вистинското значење или со вистинските зборови, така треба да ги бараме работите на вистинското место. Но некогаш бараме на погрешни места и затоа не добиваме. Да бараме на вистинското место. Амен. Најди го Откровение или веќе ја најдем. Океј. Тетка Мира сакам да ја охрабрам. Може тетка Мира, така ја така те доживувам, не е никаков проблем. 3 недели се молам за тебе, ти не знаеш. И сакам да ти кажам, сакам јавно да ти кажам за да те охрабрам, зашто верувам дека како стварно си размислувала, па до некаде моето време помина. Океј, може ќе го изгорам, ова не е за умирешка, не се работа за тоа, него сите овие обврски околу мене ќе ги следувам се, али не знам колку сум значаен или незначаен во Бог, но сега ќе ви кажам нешто повеќе. Во црквата си многу значаен. Кога ќе те видам дека влегуваш, ово кажувам најискрено целиот сум, како се вика тоа. Кога те гледам дека влегуваш, како да влегува некоја стабилност, како да влегува некоја сигурност. Знаеш, имам луѓе околу мене
што не треба да се дружам. Ги знам во моите мисли дека се тука и ја ради нив сум стабилен, ја ради нив сум безбеден. Една од тие личности. Ти благодарам многу. Ти благодарам многу за каква грижа има за твоето семејство. Ти благодарам многу за како на ненападен начин увалуваш во животите на луѓето и им носиш охрабрување на луѓето. Ти благодарам. Го најдаме. Се обземам за да го видам гласот што ми зборуваше и кога се свртев видов 7 златни светилници. До 18, али ти ги имаш, 18 може да ги читам, не. Ако ти покажувай ги таму, али јас ќе. Ова е вечна слика, вечна фотографија што ја видел и ова. Ова е нешто во кое ние секогаш треба сакаме да земеме удел од таа фотографија. Знаете како кога го видел Христос и ние да бидеме негде од таа фотографија, некаде со топка застанати доле, некаде гушнати во Исус, ама ја сакаме оваа фотографија. Но оваа фотографија, вечна фотографија, не потикнува ние тоа да го бараме. Ние да го видиме Господ во слава. Амин. И се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртев, видов 7 златни светници, а сред 7-те светници еден како синот или на налик на синот човечки, облечен во долга облека до нозете и околу градите препашан со златен појас. Ќе читаме, ајде пред да прочитаме. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови. Сакам додека ги читам овие да си правите слика, да си правите представа. Иако тоа не е вистинското или последното што треба да го достигне, последното треба да го вистински видиме во духот. Ова. Но визијата, сликата ни прави да ни е полесно да можеме да влеземе во тие сфери на духовност, каде што на вистина може Бог да ни се објави. Секогаш кога ќе видиме пример во Библијата дека Господ го направил нешто, тоа значи дека Бог постојано ќе го прави со неговиот народ. Нозете негови слични на усвитена бронза, како во печка жарена, а гласот негов како шум од многу води. Од својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Штом го видов, паднав пред неговите нозе. Ајде ќе оставиме за после, ова е многу интересно. Ќе оставиме за после. Не постои ништо посуштински од тоа да се загледаме во Христос и во неговата убавина. И тука сум пишал да се задлабочиме во Божјата личност. Бог ќе направи да ја видиме неговата убавина, што за возврат ќе ги фокусира нашите души на повикот што го имаме, а тоа е да му го откриеме Бог на светот. Повикот што го имаме е да му го откриеме Бог на светот. Амин. Бог на тие што не го знаат. Или Бог на тие што го насетуваат, ама не можат да сватат што е. Имате во вашиот круг такви луѓе. Абе, има нешто, знам дека нешто постои. Има сила. Породен човек ми кажуваше, не знам, умре таткото и беше многу тажен и ја го храбрев и вика, иле, абе, ништо од тоа во Бог ја не верувам. Ама кога ќе влезам во таа црквата, абе, има некоја сила? Има некоја сила. Така да, имаме такви луѓе околу нас. Но ништо нема посуштински. Кога ќе се загледаме во Божјата убавина, да им го пренесеме истата таа фотографија што видовме на луѓето што не го познаваат. Златен појас, заповедничко и царско владење. Таков е Христос. Мојата сопруга, мислам дека има кажувано, али ако не треба да ја охрабрам, не само ја, охрабрете и вие, да ја каже тие визии што ги имала и една од визиите што била е Христос баш во таква една бела облека, како и пристапил со златен појас. Ама таков е Христос, ние не треба да се чудиме. Како мал имав една визија што многу во тоа време ме продлабочи да го познавам Господ повеќе и повеќе и Господ верувам дека во секој еден и вие младите што некогаш си викате
Хај са 21 век, мислам Господ, да не се лажиме. Но ако се навратите на нас, ќе видите како Господ некои работи ги направи во вашиот живот, за кој ќе дојде момент на соочување со Божјото Слово, на соочување со тоа што Бог го прави, да рече, да бе, па Бог беше таму. Само требало некој да ми каже, да ме поттикне да размислувам за да видам дека бил таму. И јас знам, кога гледав филмот за Христос, и толку сакав да го видам Христос. Толку бев желен да го видам Христос. И се повлеков во спалната на сестра ми, тогаш бев кај сестра ми на гости, и почнав да го барам. Ги замежав очите и почнав да го барам. Сакам да те видам, сакам да те видам. И наеднаш се укочив целиот и дојде на цела светлина околу мене. И само како лик ми се појави, но толку може да издржам. Толку може да издржам. Толку. Тоа ме охрабри да подлабоко и подлабоко. И тогаш Господ ги нареди работите и од друга страна. Со цимерите што седе, едниот цимер беше внук на владикава што е сега, како се вика господин Стефан. Да, беше внук и он ги разбираше работите и така уште толку ме бутна, ме заинтересира и беше тој период каде што остави голем трак во мојот живот за понатаму да го барам Бог. И така Бог делува. На 7-8 години до 10 истото се случуваше. И така постојано Бог делува во нашиот живот за ние толку да бидеме дури неодговорни да кажеме па не сум го видел ја. Да сум го видел, може би ќе поверувам. На тоа му го препишаа како проклетство, зашто побарал да види. И црквата или ние понекогаш сме толку груби, што ради еден кикс ставаме етикета на луѓето. Како го викаат тона? Неверни. Тој толку многу направи во верата негова. Читате го неговото житие и ќе видите каков неверни луѓе. Она што го зборам на почеток, каков неверни. Бил многу верен човек. Да. Но карактерно сме различни. Карактерно, очите ни се дадени да видиме, ушите да слушнеме, устата да збориме. И карактерно понекогаш сме различни. Амин. Така да неговиот златен појас. Кога го видел, Јован се соочил со нешто друго од сликата што ја видел пред тоа за Исус. Вау, овој владее. Ово има 7 звезди ги владее. А ние не го разбираме, му баравме место да седнеме до него. Така Јован бараше. Мајка му е прати во извидница да бара место на неговиот брат. Косата бела, што означува зрелост и апсолутна чистота. Тоа е древновечниот. Тоа е тој што е од секогаш. Тоа е зрелиот. Тоа е тој кај што можеме да се фатиме и да речеме, да, Господе, сакам да ме направиш зрел, зашто ти си најзрелиот, ти си древновечниот. Апсолутна чистота. Неговите очи се како оган, изборуваат за способност за гледање и расудување. Але кажува дека работите се испитуваат преку оган, за да дојдат чисти на виделина. И еве го Христос кој расудува, кој е во очите како оган и може се да расудува. И затоа Павле пишува дека духовниот човек расудува се и што? И него никој, ама баш никој не може да го расудува. Зошто? Зашто ги има очите на Христос, кои сега знаат, можат да расудуваат. Тие зборуваат за неговата сезнаеност, но не било какво знаење, туку огнено, што го соборува нашето претходно, нашите мотиви и обидите светот да се скрие од него. Кога Христос гледа, соборува се. И затоа е се голо пред него. Ја имав една, денеска сакам да кажувам лично сведоштво, зашто верувам дека многу значат на сите нас, почнувајќи од мене, ја да се подсетам. И после војска еден период имав на шетање, расшетување, нели се наоѓаш себе си, да работам, да учам, да не работам, факултет го запишав, да се вработи, па како факултет, чекај паричка и убаво се. И след тие нешта, излегување, такви работи, и цело време како ја да правам едно, Господ цело време како тука. И знаете како тоа е на блага осуда, што доаѓа од Бог,
Што не те остава да правиш секако што ти оди по кеј. Ама човек си, во Библијата пишува, мислам дека во Езекијел пишува дека ја луѓето ги направи едноставни, а они прават секакви сплетки. И така во умот мој младешки ми доаѓаше дека јас кој ќе се пикнам во дискотеката, таму во темната, процес тие кои беа по скали, се одеше навале се, ти пикам, па таму Бог не ме гледа. Бог се штегите очи, гледа се и соголува се пред него. Амин. И ова не е за плашење, луѓе. Ова е напротив. Имаш некој што те знае и те познава толку многу, што и влакната на костата ти ги избра. Имаш некој што те познава толку многу, затоа немој да се плашиш од истиот. Многу пати сум кажал и ќе кажам уште многу пати, најдобра позиција на еден човек е да си признае дека не се знае повеќе колку што знае Бог. Амин. Ние мислиме дека се знаеме многу. И тук наједнаш нешто излегло од нас, што не е било својствено и до сега за нас. И затоа Бог не знае повеќе. И така да колку и да се криеме и да бегаме, ние сме пред лицето на Бог. Амин. Неговите стапала се слика за неговото управување со неговите цели и чекорење во сето она што го испланирал или го наумил Бог. Ние не треба да се влегуваме во стапалата на другите, зашто тоа е споредба. Но треба да влеземе во стапалата на Бог. Зашто Бог има замисли за иднина и за надеж. Бог има пат истрасирано, кој не повикува да го одиме. Мораме или не мораме, зависи од нас. Така, ништо не е на сила. Неговиот глас е целосно моќен глас кој одекнува низ вековите, како лавот што рика во книгата на пророкот Амос. Затоа го спомнам на почетокот Амос. Кој нема да се исплаши од лавот што рика? И кој нема да пророкува кога Бог зборува? Стихот пред тоа вика дека Бог ништо не прави, додека тајната не е открие на неговите слуги пророци. Амин. Сега сме нов завет и додека не е открие на црквата, ништо не прави. Лао каква почит од самиот Бог, од тој што ги држи звездите во десната рака. Неговиот глас асоцира на Божјото Слово и на вистината, што како лавина од вода. За ова има слика. Нели пишува дека, ајде да прочитаме пак. Каде беше само да најдеме? Неговиот глас како шум од многу води. Шум од многу води, кои доаѓаат на кај тебе и сакаат да изгаснат секоја жет во твоето битие. Бог може да изгасни секоја жет, зашто жеднуваш во твојот живот. Амин. Бог може да изгасни секоја жет за која жеднува. Зашто неговиот глас, неговиот збор е како шум на многу води, што доаѓа во тебе. И не за џабе Светиот Дух е спореден со жива вода. Он е Словото што стана тело и се всели во нас, Словото на љубовта што ја врати црквата на првата љубов, за да може црквата да им даде приоритет на првите и најважните нешта. А тоа е оно за кое зборуваме. Божјото царство и неговата праведност пред се. Во десната рака држи 7 звезди. И тогаш, и сега. Луѓето одат да им гледаат на звезди. Луѓето одат да им кажуваат за судбината нивна, гледајќи ги звездите. И тогаш би го истина. И мудреците што тргнаа на ке Христос да го почестат и да му го несат даровите, беа едни од такви звездогледачи. И затоа на заедничката служба кажа дека кога пристапуваме ке Христос, пристапуваме за живот и за смрт. За смрт на нашите дела и живот во изобилие во Него.
И замислете мудреците, ја нашле звездата, ја следеле, ја прателе, стигнале до Христос. И Христос како исполнување на секоја философија. Христос како исполнување на се пред тоа и после тоа, се наоѓаат за смрт на нивните дела. Зошто? Зашто видите на многу реченица сум пишал. А што прави Христос? Го држи универзумот. Многу едноставно е. Звездите не контролираат нас. Христос ги контролира звездите. Вау. Христос. Има една изрека дека тоа што држиш во десната рака е тоа што можеш да го направиш. Ова е многу силна изрека, многу силна изјава. Зошто сега ќе се пресмедуваме, чекај да не сум левичар. Не, тоа е баш духовно. Зашто неговата десница е силна и моќна. И тоа што го држиш во десната рака, тоа е што можеш да го направиш. А што прави Христос? Контролира звезди. Ги контролира галаксиите. И тој истиот Христос сака да те почести во твојот живот, што ќе ти подари еден часот. И овие луѓе начнуваат по нешто. Но тука се пише дека Христос звездите ги држи за секогаш. На Христос ништо не може да му измакне од рака. Од неговата уста излегуваше меч со две сечила. Ова не враќа на неговиот глас. Во посланието до евреите, мислам дека го имаме 4:12. Павле или писателот кој како мислува, зашто не е доиспитано дали е од Павле, може би од Варнаве или уште еден, не знам кој беше од учениците, али ние му го препишуваме по глобала на Павле, али не е толку битно. Писателот ни кажува дека Божето Слово е живо, делотворно и поостро од секој меч со две сечила и пробива до разделување на душата и духот, на зглобовите и срцевината и е способно да ги суди мислите и намерите на срцето. Леле, какво е тоа Божјо Слово, со кое ние се соочуваме. Што кој Павле во Ефесијаните, кога го гледал римскиот војник и кога го гледал тој меч со две сечила, му текнала на идејата дека тако е Божјото Слово. Зошто? Зашто кога ќе го зарие во војникот, го врти и нанесува штета. Божјото Слово во позитивен контекст нанесува огромна штета во самите нас. Амин. Огромна штета. Римјаните биле многу напредни, размислувале како да нанесат повеќе штета. За жал. И Павле го гледа римскиот војник и тогаш ги огаснува цело Божјо оружје. И го гледа мечот, кој е краток и со две оштрици. Кој е краток за да се соочи со блиска борба, за да може да нанеси поголема штета. И Павле вика, вакво е Божјото Слово. Влегува, разделува. Влегува, разделува тоа што е душевно, тоа духовно. Влегува, разделува тоа што е минато и треба да си оди, со тоа што е иднина за твојот живот и треба да биде во твојот живот. Влегува и разделува се она што сме го имале како мисли за нас. Негативни. И вика, посочи се на мене, ја имам за тебе најубави мисли. Такво е Божјото Слово. Затоа Павле го гледа војникот и го зима тој пример како меч со две острици. Интересно подоле, дали го имаме и е способно да ги суди мислите, и нема создание кое е скриено пред неговите очи, туку се е голо и откриено пред, оно што го збореме пред тоа, пред очите на оној пред кого ќе дадеме сметка. И овие два стиха ни ги представува и гледањето, и гласот со иста сила да обрнеме внимание на Словото. И гледањето, и гласот да обрнеме внимание на Словото. И понекогаш, ја не сакам да бидеме неписмена библиски нација. И го кршиме тоа, во името на Исус. Амин. Но не сакам да бидеме библиски неписмена генерација. Имаме толку
многу Библии испечатено, толку многу книги Библија околу нас, а толку малку читање, а толку малку отварање на истата. Како понекогаш Господ да не повикува мана од небото да ни даде, а ние чак пат ќе дзирнеме и само лепчето ќе го земеме. Се согласуваме ли дека не сакаме сите тука што сме во салата да бидеме библиски неписмена нација и библиски неписмена генерација? Амин. Амин. Многу пати сум зборувал со луѓе што ете така, има еден поттик. Сите си ја знаеме Анастасија, ја знам како малечкото, и најверојатно и така и те препознаваат и другите, така. Иако она што викаат србите, одрасла, иако ја гледаме навистина девојка што знае да не служи на различни начини, но еднаш и кажа, викам, види, голема секојаш ќе видиш. Остане си малечкото. Ја бендиса и од тогаш ни е малечкото. Но оно што сакам да ја пофалам пред сите е тоа дека оваа година и претходната има прочитано толку многу книги, повеќе од мене. Колку беа? Лани 73. Вау. Не, лани 73. И знаете ли зашто го кажувам ова? Јас некако 30 имам прочитано. Оваа година. Што помина. Што е добра бројка. Да. Но што сакам да кажам? Сум зборувал многу пати со луѓето. Ја бијали неам време. Се се работи до ставот на срцето, верувајте. Верувајте, овој го кажувам од човек кој е запат. Може има позапатени, може има помалку запатени, но не се работи за тоа. Се работи за ставот на срцето, се работи за таа желба. Не се работи ни за кои книги, ни што книги. Мене ми се интересни тие книги, ги читам тие книги, но најинтересна ми е Библијата и носта потвара. Се работи за ставот на срцето. И јас сакам да предизвикам во секој еден. Навистински да предизвикам. Тие што ностоп си зборуваме постојано што се гледаме, особено младите на сите тие тинеџерски часови и домашни групи, постојано беше поттикот. Кога имате време, слободно, читајте. Кога немате, знаете што правам? Еве ќе ви кажам искрено. Ово кажам за поттик. Готвам и читам. Готвам нешто, готвам, навистина готвам. Мијам садеви, знаете. Да. Нели? Мислам, ако не мијам тај. Мијаме садеви, но можеме. Можеме не само да дзиркаме и да го бараме лепчето, него да го бараме маната од Бог што има за нас. Амин. Да ја бараме маната постојано и постојано. Со тоа што, но другото е пофала, молитвата. Сите луѓе што имаат, сите ние се молиме, но има луѓе со дар на молитва. Јас сакам да ги пофалам тие луѓе, сакам да ги издигнам да продолжат тоа да го прават. Тој што има дар во молитва да продолжи, зашто што е толку битен за црквата кога тој се моли. Знаете што е најтешката служба? Дар на молитва. Никој не знае дека ти се моли, зашто ти тоа го правиш во собата која е тајна. Ама не смее да застане тука, зашто Бог ќе те награди јавно. Амин. Па Бог има за се то нешто. Така да фала за ти што се молиш тајно. И извинете ако некогаш не сте доволно охрабрени, но Бог не ве заборава и ќе ве награди јавно. Имаме прекрасна молитва во четвртокот, што веруваме дека исто беше пророчки, исто беше делување во духот за црквата, но и за Македонија. Јас никако не можам да одвојам кога мислам на мојата црква, да не мислам и на мојата земја, луѓе, и на мојот народ. Послушајте ме. И најубаво е кога човек несвесно ќе го ставиш во нешто што уште не знае дека си го ставил. Него да му кажуваш да влезе по цело време и цело време да има одбивност за истото. И затоа ние ставаме Македонија и македонскиот народ во Божите мисли и замисли. И ставаме во нашата црква. За кој ќе се разбудат еден ден да се најдат пред Божите очи. Амин. Таа е нашата надеж. Нашата надеж дека Христос не се откажува до последно од нас. Ни тогаш. Браво. Така да ако Анастасија може, верувате дека можеме. Сите.
Амин. Прашајте ја како. Добро како? Јас знам отприлика како. И тоа е да. И тоа што некојаш треба да потикнеме. Бевме еднаш на... Она, пазете, не се среќавала. Еднаш беа на домашна група кај нас и ја предизвикав што и реков како пророштво дека во идно време ќе се заљубиш во Божјото Слово и ќе читаш многу. Она го заборавила тоа. Но Господ не го заборава и е бутно свесно или несвесно во тоа. Кога ја прашав Анастасија, знаете кој беше одговорот? Може би во понизност. Види, може би сакав да станам малце поелопентна, така беше. Али тоа е многу подлабоко она што Бог го прави во животот. И верувате дека нема посилен човек кој ќе доживее лично откровение од Бог за тоа што треба да прави. Нема похрабар човек, нема посилен човек и човек што не му можеме ништо. Е тоа кога човек лично ќе добие откровение за тоа што треба да го прави. И може би овој пример со читањето ќе поттикне друг пример со пишување, трет пример со цртање, четврт пример со играње фудбал. Пинг-понг. Отварање бизнеси. Но ние сме тука да поттикнуваме. Да поттикнуваме секаква креативност во секој ден. Зашто ја има. Интересен пример, пак пример. Желбата за Божјото Слово е како кога немаше телефони, немаше ништо. И твојата сакана или сакан ќе ти пратеше писмо и ти се навраќаш на тоа писмо постојано и постојано додека не дојде твојата сакана. И знаете што? Ако имало мирис, и го мирисаш. И постојано. Таква е желбата за Словото. Како кога ќе ти дадат поклон, како деца, ја сонував толку време да го добијам мечот на Химен ује. Толку долго време. И знаете што? Секое утро станував на регал, по велешки на регалот, шифонирот, како сакате, зашто таму го сонував. И викам секој дека ќе ми изненадат. И еден ден ми изненадија мојата сестра и таму беше не само мечот на Химен, и тоа што му се опремата цела. Вау! Баре и ќе добиете. Амин. Така да, таа е желбата за Божјото Слово. Кога постојано се навраќаме на нешто што ни е толку битно и толку значајно и сакаме да го видиме. Во Псалм 119, тој е, мислам дека најголем, еден од така најголеме, Давид постојано се гледа таму копнежот за Божјото Слово во неговиот живот. Постојано, Господе, сакам да се навраќам на Твоите заповеди, сакам да се навраќам на Твоето Слово. Твоето Слово е како мед, како се, ме прави попаметен од другите, па можам ова, можам она. Значи, постојано се навраќа на Божјото Слово. Може да го вратиме Јован Откровението? Ако гледаме во овие стихови се пишувани 95-та година, а Евангелието на Јован е пишувано негде околу 100-та година. И ако гледаме во Евангелието на Јован, посебно почетокот, како почнува? Словото се всели во нас и ние го видовме во светлина, така беше. Ќе видиме дека откровението за Христос, што го имал на Патмос, му влијаело повеќе него пред тоа животот што го имал со Христос. Зашто го видел во слава. И затоа Евангелието на Јован е толку поразлично од трите Евангелија. Е полно со слава и со преписки дека Исус е Бог. И божествениот карактер. Зашто Јован го видел тоа. И не можел поинаку. И дури него сметаа дека е синоптичко Евангелие, дека се сопаѓа со другите три. Зошто? Зашто е толку различно што опишува божествениот карактер на Христос. Амин. И најверојатно тие 7 светилници што ги видел, и тука сум пишал, биле
поттик за Јован во неговото Евангелие, да ги пише 7-те, јас сум, што светат и до ден денес. Јован во своето Евангелие има пишано 7-те, јас сум, што ги изјавува Христос. И тие јас сум светат и до ден денес. Амин. Андрече, ги имаме запишано така. Што кажа Христос? Јас сум левот на животот. Јас сум светлина на светот. Јас сум вратата на спасението. Јас сум добриот пастир. Јас сум воскресението и животот. Јас сум патот, вистината и животот. Јас сум вистинската лоза. Вау. Ова видение на Јован не било само историја. И ние не го читаме како историја. Ова видение на Јован, ова откровение на Јован менува живот и до ден денес. Амен. Амен. И ќе завршам со кога ние ќе се гледаме во него, начин како што Јован се загледал во Исус. Ние сите, и сега сакам заедно, ќе кажеме, тој е левот на животот. Тој е левот на животот. Тој е светлината на светот. Тој е добриот пастир. Тој е воскресението и животот. Тој е патот, вистината и животот. Тој е вистинската лоза. Тој. И затоа се е за него. Преку него и од него. Останете им благословени. Имајте една вистинска убава недела. Дел останат од викендот, но и една убава поттикнувачка недела. Некоја што ќе кажам на луѓето има и предизвикувачка недела, се кажат чекаме уште да се предизвици. Луѓе, предизвиците се тука да ги надминуваме со Бог. Амин. Амин. Нема да се плашите од тоа што следува, тоа што Бог е во тоа.